Македонија е земја со најниски даноци во светот. Угледниот магазин Business Insider врз основа на релевантните податоци на Светскиот економски форум ја рангираше земјава на првото место на планетата според најниски даноци со просечна даночна стапка од 7,4%, што ја прави државата лидер на глобално ниво и единствената држава во светот со просек под 10%. Ниските даноци, освен влијанието кое го имаат во креирањето на поволната бизнис клима, практично значи дека државата најмалку зафаќа од граѓаните и компаниите преку наплатата на ефективен данок. Тоа возможува повеќе пари кои остануваат за стопанството и граѓаните. Токму затоа воведовме најнизок рамен данок во Европа од 10%, ослободување на фирмите од обврската за плаќање данок на нераспределената добивка. Го задржавме данокот на добивка од 0% ако се реинвестира добивката. Ги намаливме стапките за придонеси за пензиско и за здравствено осигурување. Се укина, односно на 0% се сведе данокот на добивка за микро и мали бизниси со приход до 3 милиони денари. Воведовме право на избор на моделот на одоночување, а во периодот 2006-2015 година извршено е намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% на повеќе категории на производи и услуги. Значително се намалија и царините. Ваквата комбинација на мерки придонесе Македонија да е во врвот на извештаите на економските институции. Македонија според добрата бизнис клима во најновиот извештај на Doing Business 2016 на Светска банка е рангирана на извонредното 12-то место меѓу 189 земји во светот, што е скок од 82 места во однос на 2006 година, кога бевме на 94-то место, а во европски рамки сме на 6-то место и подобро сме рангирани од 24 земји членки на Европската унија. Ваквите меѓународни извештаи, вклучително и последното рангирање на Business Insider, е одличен показател за сите потенцијални инвеститори и пред се верификација на нашите напори за економски развој и напорите за отворање на нови работни места, напиша лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својот Facebook профил.